Аре, кој е бре надвор? Кој тропа на порта? Јас сум зете, се вратив. Ореан, кој кога сака да влегува и да излегува? Аман бре зете, ами ова е и моја куќа, дома си доаѓам. Види мајката, твоја куќа била. Тргај се од тука и главата ќе ти ја пресечам со секира. Аман бре зете бе, аман бре. Уко му е да не те види поќе овдека. И аман и заман, вајќај патот под нозе и фит видели од тука. Негова куќа била. Не плашиш се, синко. Седи. Сум задремал. Многу се изморив од одењето. А каде си тргнал? Не оти знам. Кај што ме водат очите, таму и главата. Синко, да одеше кај што те носи умот, а не кај што те водат очите. Оти тие додека се отворени, гледаат до безкрај. Од мака голема ми се зеде умот, дедо. Затоа ги оставив очите да ме водат, а тие далеку ме донесоа. А што Сега мака имаш? Ако е закажување? Јас, дедо, бев војник многу години. Ме зедоа уште како дете. Кажи речи, дете, така. Се вратив дома, после многу години, арно, ама мајка и татко Бог ги простил, умреле. Сестрите се омажиле, арно, ама не отишле во други куќи. Зеле домазети. И ти се вселија во твојата куќа. Арно што заседнале, ама мене не ме пуштаат јас дома да си влезам. А сестрите? За нив ништо не знам. Дали не беа дома, дали се правеа дека не се дома. Не знам. Нити ги слушнав, нити ги видов. Јас сакам да ти помогнам. Ама ако те води умот, тогаш да решиш дали ќе ме послушаш или не. Кој слеп не сака да прогледа, та и јас спасение да си најдам. Само сакам да знам кој ми дава спасение. Да не си од оние да му тресни тимето. Не знам, тие така се преправаат. Сега те гледам човек, после не те гледам. Еднашка со рогови, еднашка без рогови. Јас сакам да ти помогнам. Кажи ми што треба да правам, јас да ценам. Дали треба тоа да го правам или не? Слушај, дедо. Сакам да се куртулам од оваа сиромаштија и да ги накажам зетовците за тоа што ми го направија. Нема ти што да накажуваш. Тоа не е твоја работа. Има кој да накажува и да проштева. А ти, слушај ме, што треба да направиш. Ке ти дадам една наметка. Ке треба да ја носиш 3 години.
3 години нема да се миеш, нема да се бричиш, нема да се баняш, нити пък на метката да я симнуваш. Ако издржиш, синко, ќе имаш много пари и лагоден живот. Ако не издржиш, губиш се. Што имам јас да изгубам кога немам ништо? Душата. Душата ја имаш и треба да си ја сочуваш. Ја примаш понудова, али не ја примаш. Многу е тоа што го бараш од мене. И не знам што сум сгрешил вака да ме казнуваш. Ама јас таму на војска многу истрпив. Сетики и ова ќе го истрпам. А велиш после ќе имам и куќа и се што ќе ми треба, а? Ајде. Дај ми ја. Што е да е тоа? Да го облечем. Ајде. Дедо, кај севде на стариов? Ај, чудо. А ова ќе е некоја нечиста работа. Добре да ја соблечам најарно јас ова. Не. Ама рече дека ако ја соблечам пред 3 години ќе ја изгубам душава. И што сега? Вистина било. И што сега? Вака 3 години. Си го земам стапот под рака и да ги изодам тие 3 години. Изодев. Не знам ни каде сум, ни кој сум, ни каде да одам. Кај го сретнав онај да му тресни тимето, се зацрнив. Полн сум со пари, а ништо не ми чинат. Не знам дали ќе ги издржам овие 3 години за малку да ги доодам. Море да одам наблизу овде во меаната, да си се најадам, па за другото ќе гледам како ќе терам. Добар ден, Чичко. Седнав на масава до тебе, а не те прашав, може ли да седнам или не може. Седи, бе, момче, седи. Масава не е моја, и меанава не е моја. Пак и да е моја, седи. Малку сум неизбричен и нечист и си велам да не сакаш да седнам на масава со тебе, затоа. Седи. О, муштери. Абе,
Оти седите на ова време надвор на овој кијамет на масава. Ајде внатре, елате внатре да... Арно, Внатре. Ајде, слушај. Добро, како сакате, вие сега, така, ама, што да донесам за пиење, за јадење, а? Абе, знаеш, јас не сум пребирлив, ме знаеш ти мене. Знам тебе ти редове си како. Донеси се поред нешто, закаснување за Значи, ќе пиење. донесам ракија и месен. Јас пари немам. Не бери гајле за пари. Јас ќе платам. Еве, ракијче. Така. Така. Ај сега бујрум. Ракијава е манастирска, да ви кажам, многу убава. Ај, вака, шишето, то туре. Момче, многу пари бе тие. Земи за јадењето, земи за јадењето и носи што имаш на љубаво, ајде. Вака, ја ќе Или нешто што било, ајде. Ајде, толку, да не стига толку. Ајде на здравече. Јас не сум да ми нарачаш мене се поред. Јас сум учен на сиромашко јадење, ти сум сиромав сум јас, хај и тебе, како што те гледам, а? Не бери гајле, јади која ќе донеси, ти кажав, еве, јас ќе платам. Еве, мезе за ракичето, а тука и лепчето нека стои. Ајде. Абе, Чичко, ќе гледам, ама некако не си ми многу по кејф. Некако јадиш, ама не си ми радосен. Да не си болен. Не сум болен. Друга мака ме мачи. Еве, јас се мислата ми е дома, кај жената, кај керките. Јас овде са седам, ќе къснам, ќе се најадам, а тие дома. Чичко, дај зобничето. Дај бисајгите. Зошто што нема ништо внатре? Дај, ќе видиш, ајде, дај. Ето, нема ништо напред. Ајде, рашири ги сега убаво. Убаво рашири ги, убаво. Види, нема ништо. Чекай, бе. Зошто? Зошто вака ми правиш, бе, момче, шо, Арно, мислам ти направив, ме најаде, ме напои, уше, згоран тој пари ми даваш. Јас, Чичко, кога влево во Мејанава, имаше и внатре празни маси, можев и таму да седнам, ама седнав со тебе. И при се што бе вака и што сум нечист, неизбричен, ти мене не ме избарка од масава и остана да седиш со мене. Јас многу пати ќе дојдам во Мејанава, ќе седнам на некоја маса вака и сите што се покрај мене или ќе избегаат, или ме бркаат на друга маса, а ти остана да седиш со мене. А пуста самотија не се трпи. Затоа, со благослов ти ги давам парите, да си купиш се и за жената, и за децата. Да си купиш убава куќа и убаво да си живееш. Ајде сега на здравје. Јас сега ми доаѓа време и да одам. А ако наминиш тука ти повторно во Мејанава, може пак ќе се видиме. Ајде со здравје се. Ајде со здравје. Ајде со здравје. Среќен пат. Се боснат. Ништа. Мајко, а да се прибереме? Доцна е веќе. Чекај, сакам да видам дали ќе дојде татко. Може ќе донесе нешто благо за јадење. Нешто убаво. Гевречиња. Или може симиче и шекерче. О, симиче, геврече и шекерче. Со што? Со што ќе купи? Арно е ако донесе сол и брашно. Со колку пари отиде? Со што да донесе симите? Со што? И гевречиња. Гледајте, некој доаѓа. Тоа е? Не. Не е тој. Тата секогаш од овој пат доаѓа.
Види го овој, охо, дотеран. Ти се ги онолкави на рамо. Татко ти со што отиде со зобничето од магарето. Не е тој, не. Се мислам дека е тој, мајко. Тоа е, татко е. Татко! Еј! Домакине! Ама ти ли си? Ами кој? Ами, неле, како? Од каде ти се пари? Да не украде. Да не отепа некого, Абе, какво крадење, какво тепање? Ајде да се прибереме дома ќе ни раскажам се како што беше. Ајде. Ама кој ќе издржи тоа? Ајде. Кој ќе издржи? Имајте трпение, ајде. Сега, дали ти излези ова наадно или не, јас не знам. Јас се ви кажав како што беше. Сега вие кажете и мене дали да арчиме од парите, дали не. Те слушам цело време, домакине, и мислата се на едно место ми оти. Ти дали размисли да не тебе ти ги дал парите, оној да му тресне името? Кој ѓавот? Не, манче. Каков ѓавол? Не ми личеше на таков. Дури ми рече, ако ми треба нешто, да сум го побарал во меаната. Чунки таму многу поначесто одел. Ама, тате, ти велиш оти целиот бил брадосан. Така, и брадосан, и така небричен, мислам, немиен, валкан и малку како да замирисуваш. Ама и сам бил, татко. Јас мислам дека треба да го поканиме да дојде кај нас. Да ја суредиме малку куќата, да купиме нова облека и тој да види дека парите што ги дал во домакинска куќа. Убаво се сети, Герко. Да го поканиме, сам, греот. Нека дојде на една вечера. Ама, велиш ти бил за никаде... Земи сега, ја молчам, каков е, таков е. Сам, ќодам да го побарам. Арно рековте, ќе го донесам дома. Ќе ви оставам пари. Вие соредете, ако ќе да купите нешто така, и да си купите нова промена, ново облекло. Да разбрте? Ај така. Да се облечете во ново. Ама веднаш ќе одиш сега? Па сега не знам за колку време ќе се вратиш па, да изчистиме, да... Ден, два да помине. Да помине, да купиме маса убава, голема. Се да земите. Да земиме? Значи, и убаво да ми се облечете. Немој да ме страните. Ајде со здравје. Епа, момче, влезе во куќата моја, да видиш дека парите што не ги даде, не сме ги поарчеле бадијала. Ете, како што можеш да видиш, малку од малку ја дотеравме. Куќава си купивме
нови промени, мислам нови алишта, нели? И како што рече ти, понатаму, ако дај Господ, ќе си направиме и нова куќа. Јас парите ги дадов од срце и сега мене срцето ми е полно. Така. Сега, јас сакам да кажам нешто, ама да не ми се лутите. Ако бидува, но ако не бидува, са здраве Боже. Значи вака, ти момче си само, нели? И гледам дека парите што ги имаш не те прават многу среќен. Па сега сакав, како да речем, да не ја грешам работава, сакам да те сторам зет за една од моите ќерки. Не. Не, татко. Јас сакам да си кажам, оти не сакам да се мажам. Ти, жено, што ти речеш? Ти домакине да не пребрза малку. Па ги засрами и момчево и момечињава. Навистина, се ми се чини дека избрзав малку со муабетов, ама така ми дојде са што да правам сега. Прости ми, момче, простете ми и вие, ќерки мои, ти... Јас сакам. Што рече? Што рече? Јас реков, ако гостинот сака, можеме да се свршиме. Јас сега можам само ова да го кажам. Имам збор дадено дека 3 години ќе скитам по светот ваков како што ме гледате. А ваков за зет не ме личи. Сега за сега можам само тоа да го кажам. Уште колку остана од 3 години? Па помалку од 1 година. Ама тогаш ќе бидам уште побрадосан, поизвалкан, понечист, попарталав, позамирисан. Ако и тогаш ме сакаш таков како што сум, арно. Ако не, нема да се лутам. Ја сакам. Ти не спаси од голема сиромаштија. И за тоа ќе ти бидам вечно благодарна. И верна. Епа, кога е таква работата, хајде да си размениме прстени и да се даруваме. Ирлија нека е. Давајте си прстени, ете така. Хајде. Епа сега. Збор си дадовме. Така, ај сега да наставиме. Хајде. Ирлија нека е работава. Ирлија така, ајде. Со среќа и со убаво и со благослов. Така е, ајде. Си достоен на зборот. Си достојав. Многу ме измачи дедо кој да си. Ама и многу ми помогна во големата мака, што ми ја направија зетовците и сестрите. Знам, синко, се измачи. Ама и тие си го платија гревот. Ти помогнав тебе да не ти се земе умот, па да ги земеш на душа. Сега нив ги нема, а куќата твоја те чека. Сега, ако сакаш овие алишта да ти ги заменам за нови, ама ќе треба уште 3 години да ги носиш. Не, сполај ти за овие што ги носев 3 години, а други не сакам ни да видам, а не пак и да облечам. Многу пари спечалив и доста ми се, а и со голема мака ги спечалив. Сега, дедо, на разделба да се разделиме и друг пат за ваква работа да не се гледаме. Ајде, синко, оди, знам за каде брзаш. Оди. Дедо, пред да се разделиме, да те прашам нешто. Кој си ти? Млад си. Има време, ќе разбереш кој сум. Дедо, јас сакав да те прашам. Чудо. Го снема исто како пред 3 години. Прости ми, Боже, прости ми. А сега да тргнам и да одам таму кај што сум кинисан.
Ама сепак си мислам да не беше онај да му тресне тимето. Не. Прости ми, Боже, прости ми. Здраво, живо, Стригло. О, здраво, живо, момче, кај се кинесал? На пат далечен Кинисав, а кај да е, може и ноќ да ме фати. Ако може да ме приберите малку внатре да седнам, да се одморам, а и внатре ќе ви кажам кај ме води патот. Како не бе, момче? Ајде, повели, влези. Мојава куќа е отворена за добри луѓе. Ајде, збојру. Сполајте многу, домаќине. Сполајте многу. Повели. Ај са, момче, кажи ми, од кај си и кај се кинесал? На далечен пат Кинисав, пријателе. А еве кај да е ноќ ќе ме фати. Па сакам да ве прашам, има ли некаде во вашево место Ан, кај што ќе можам да преноќам? Има, момче, ама многу е далеко. Многу. Па, ако сакаш, можеш кај нас да преспиеш. И вечера ќе ти дадеме. Ние сме луѓе со добра душа. А се си мислам дека и ти таква душа носиш. Не бери гајле, домаќине. Од мене лошо нема да видите. О, гостин ми дошол. Добре дојде, момче. Добре ве најдов. Добре дојде. Добре најдов. Гладен да не си... Па ако не сте вечерани и вие ќе каснам, а ако сте вечерани... Не срами се, вечерани, не вечерани, домаќини луѓе сме ние. Ред е да си прашаме, ќе донесеме, ќе каснеш. Ќе каснеме сите. Сполајте. Ајде, Керко, да донесеш, ајде. И велиш на далечен пат си кинесала, ми шо вака сам ти, браќа имаш, мислам, татко, мајка, а? Ниту татко, ниту мајка, пријателе. Сам сум. Повели. Сега ќе донесеме левче и вино ќе донесеме. Проштевај, пријателе, како да слушам некои гласови во одајата, да не имате и други гости. Не, гости немаме. Мака имаме голема. Имаме уште една ќерка. Помала, ама многу е болна. А што е болеста? Си го не знам дали е закажување работата. Кажете, јас денес сум тука, утре ме нема. Пред неполна година дојде едно момче кај нас. И се сврши. И прстени се разменија. И од тогаш не чувме ништо за момчето, ниту дојде да ја види. И се едно исто вели момичето наше, дека момчето е заборавило, дека нема да се врати, сега ни јаде, ни пие, ни спие, ни што. Девајте, ќе сакате ли за мој атер на вечерава да дојди со нас да вечера? Оф, леле, да го видеше тој за кој што се сврши и велев јас тогаш. Немој бре да одиш за него. Тој не бриче, не бањат, искина целиот, испарталавен, таа не слуша. Таков беше. Добро. Па нека... Да. Ајде. Да ја викнам. Ако е за атер. атер. Ајде, да одиме да... Па ајде. Ајде. Не знам дали ќе сака, синко, ама ќе ја помолиме. Ајде. Седни, Керко. Седни. Па, гостинче, повели. Касни си, ке каснеме сите. Сполајви, добри луѓе, само ќе сака ли девојчево да ми тури вино во чашава? Ајде, Керко, тури. Или на гостинот вино. Ајде. Се врати. Реков дека ќе се вратам, ќе јавеме. Чекај да те видам. Абе, тој бил бе. Абе, Сетко бе. Ајде. Ама зошто вака?
А? Ми правиш, дете. Како беше Брадосан Парталов? Погледай. О, хвала ти, Боже, за убавините што ти ги дадам. Ајде, нека Ајде да сте живи и здрави. Ајде, са седнете да вечераме Ајде и да се напиеме. Ајде. Секое зло за добро. Направија убава свадба. Богат. Го поканија целото село. Момчето и мене ме бараше да ме покани, ама не ме најде. Море, ме најде кога веќе не се полако ми да си ја даде душата на оној да му тресни името.